Црвено-бели дресови, навивачки знамиња и реквизити, славеничка атмосфера. Тетовските симпатизери на некогашниот европски и светски шампион Црвена звезда синоќа собрани на едно место ја прославија освоената титула на домашното првенство. Значи, сите добро знаат што го пратат фудбалот, дека Звезда после 6 долги години за нас, сушни години, конечно дочекавме да бидеме први, да бидеме шампиони и повод за ова веселба е, значи, титулата, долго очекуваната титула. Значи, ние не сме навикнати толку долго да чекаме, меѓутоа, ете, еден кризен период за нашиот саган клуб, но сепак, ете, со доста напори, со доста енергија, конечно Звезда е шампион. Цели 6 години чекаа да се израдуваат на трофејот со кој се прекина доминацијата на нивниот најголем ривал, екипата на Партизан. 6 години го чекавме, редно и да се прослави на адекватен начин, со одабрано друштво, уз песма, игра, добра каплица и тоа е тоа. Па добро, мислам, прво да се вратим у времето кога јас сум почнал да навијам за Звезда, тогаш не се гледаше кој е, што, од каде, каков е. Црвено-белата боја беше обединувачка боја за огромна маса на луѓе од сите бивши југословенски републики. И од таму води тоа потекло, мислим, зошто јас, семејството мое потесно, децата мои како наследници, ете, ја сакаме, то многу ја сакаме Црвена Звезда. А оваа титула, многу нерви, многу тешки моменти мораа да се преброда у овие години за да ова го дочекаме. И посебно е сладко сега. Посебно е сладко и нека трае ова, посакувам искрено да трае. До година повторно вака се соберем и вие да не снимате. И да сме здрави и живи. Верувам дека Звезда ќе застане повторно на здрави нозе. Познато е низ какви се проблеми поминуваше клубот низ овие 6 години, минативе 6 години. Проблемите се уште големи од она што ние успеваме да го дознаеме, и ќе треба многу напор, енергија, пари, тоа да се некако реши, канализира, но ова е добар почеток. Титулата е добар почеток за еден нов успешен период за клубот. Ова е мощно, интересно и навистина искрено, спонтано можем да кажем дека сум навистина пријатно изненаден. Со Ике се знаеме подолго време, меѓутоа ова се гледа еден спонтан и искрен израз на задоволство, особено што е чеканете после 6 години. И гледам дека навистина искрено симпатизерите и навичите на Црвена Звезда во овој град ја прославуваат титулата, мощно заслужено, и гледам еден вистински израз на такво чувство. Јас знам помлада генерација на луѓе навивачи кои од Куманово и од Скопје почна сега, од неодамно пред 2-3 години додат. Меѓутоа овде гледам постари навијачи кои ги паметат големите успеси на Црвена Звезда во европски рамки, и гледам дека сега се радуваат и во локални домашни услови, да не кажам подеднакво како и европските успеси што овој голем фудбалски гигант ги постигна сега во домашното првенство.
Тетовските навивачи велат дека сега е модерно да се навива за Реал Мадрид, Барселона или Ливерпул, но тие остануваат да и бидат верни на старата љубов. Значи Црвена звезда е голем клуб, Црвена звезда е бренд, Црвена звезда е бивши европски првак, Црвена звезда е светски првак. Што треба повеќе да се зборува? Значи тоа е нешто неверојатно. Многу, поготово младата популација сега се чуди. Сите гледаат Барселона, сите навиваат за Милан, за Ливерпул, за Манчестер Юнайтед. Меѓутоа, јас и овие дечки овде што са останато е нешто од поранешните југославенски простори. Со тоа сме раснеле, затоа уште од тогаш сме го одбрале овој пат и овие сите тука што се 30-40 навивачи на Црвена звезда имаат иста страст. Тоа со зборови не може да се опише. Значи некој, пак ќе се повторим, навива за Ливерпул, за Манчестер, нас тоа уопште не интересира. Својата страст кон Црвена звезда ја пренесуваат и на своите деца. Тие знаат дека звезда е живот, а се останато е ситница. Најсвеж пример беше кога со син ми бевме на Звезда Макаби, специјални гости, кога имаше Марко песма за Црвена звезда, бевме поканети таму. Марко испеа песма пред преполнатиот пионир. Значи тоа е нешто незаборавно, тоа е нешто што исполнува, што трае, што те држи во животот и така. Негова песма беше испеана на фестивалот на Јаболчиња овде во Тетово и дечките таму случајно се проширила во Србија. Беше на сите сајтови, беше на РТС, беше на Мондо, на Спортал, на Спортския нет и добивме покана, ми се јавија луѓето од Црвена звезда да бидеме гости. Јас со Дарко Обадич кој ја напиша песмата за Марко. Дарко Обадич е голем звездаш, доби инспирација, ја напиша, Марко ја испеа, доби голем публицитет и беше прекрасно чувството да бидеме гости на така голем клуб. Јас сум пораснал со Звезда и ида малку емоција, тоа е тоа. Нема што да се збори понатаму. Одва чекам, Звезда пак ќе речем, беше европски првак, беше светски првак и сега тоа е тоа. Еве малиот гледа од све тоа и ја не сум му зборел нити ништо. Сам го се пренесува љубовта према Звезда и на наредните поколенија. За кој клуб навија? Па моите за Партизан навија, ама јас сум за Звезда, да. Зошто? Поради твоите родители па? Не, сам сакам, да. Darko Pančev, Crvena Zvezda е шампион Европе! Инаку на денешен ден пред точно 23 години, 1991 година, нашиот Дарко Панчев го постигна одлучувачкиот гол од пенал со кој Црвена звезда го совлада тимот на Олимпик Марсеј и стана европски шампион во фудбал. По 120 минути игра на стадионот Свети Никола во Бари, резултатот гласеше 0-0, па се прејде на изведување пенали. По осмата серија резултатот беше 4-3 за Црвена звезда, па така Панчев со погодокот во деветата серија ја запечати судбината на французите и донесе огромна радост кај фудбалерите, делиите и целата тогашна СФРЈ.